Ајде, како е велиш Нарди, тако ќе дојд во врата на Сабајле, златна на дедо, како на внуцине што вели ти така и не. Таква му е болеста, што да прави. Имав голема помош од нејзе. Заедно фактички го станавме. На Сабајле ќе дојд, ќе ни пазарит, апчина ни купи, ни мерит шекер, притисок. После, ако треба, ќе си одит, ама на вечер, ако треба, пак идат. Саботи, недели, значи 24/7 стално ни е достапна. И да не ја бараме ние, та се јавува. Или другата, како? И он дека редиме маси надвор, ние седите вика со нас. Ако веќе немаше овај начин, старски дом не знам, ама ќе трчаја децата, ќе се мрчеа, ќе излегвеа на работа, ќе губеа денови, им бевме тереднивни. Добар ден, добри сте, тетка Иде? Добро, Анета, ве слушаат, се слушате? слушаат како не. На почеток со бабите, со старите лица е првично многу потешко, затоа што туч човек пристапува во домот и треба да функционира тука 4 сати. Меѓутоа, со текот на времето, старите луѓе се приврзуваат кон нас и ние како негователи се приврзуваме со старите и си ги знаеме нашите обврски и тие со нетрпение ни чекат да стигнеме кај нив дома. Мене ми е името лесната работава, заш бев и ја оптоварена да му служам, а јас сум веќе баба што чувам и деца дома. И сега се пензионирав зашто одев на работа. И така да немав можност ја незе да ја гледам толку колку што таа имат потреба. Добро. Првично почнавме со еден тип на скептично со страна на граѓаните, да речем. Сега е се поголема и поголема заинтересираноста. Број на негователи кои што моментално ги имаме се 20, од различна структура на база на националност, значи имаме и македонки, имаме и албанки, турчинка, имаме една египчанка. Во 2021 октомври стартувавме со 20 негователи, лиценцирани. Сме се потрудили цело време преку обуки да го одржиме нивото на овој број, но бројот се зголемува секој дневно, поради, како што се знае, старее населението, исто така и регионално немаме дом за стари лица, со тоа што представува еден голем товар и терет за државата.